Добре дојдовте во темата на неделата на Слободна Европа. Во следниве минути преку нашиот видеоизбор ви го презентираме и светот на Македонија. Овој пат на тема проширувањето на НАТО. Руската воена преродба го загрижи НАТО и го присили на најголема модернизација од студената војна. Од друга страна, подемот на екстремистичката група Исламска држава и неуспехот на Европската Унија да го стабилизира јужното соседство станаа проблеми и на НАТО. Што е со проширувањето на алијансата? Ке биде ли Црнагора прва по толку години? Независната Црнагора се повеќе се надева дека за неколку месеци ќе добие покана за влез во НАТО. Ова земја е една од 4 кои бараат членство во алијансата: Босна и Херцеговина, Македонија и Грузија, но експертите велат дека токму таа ќе биде следната која ќе го пречекори прагот во Брисел. За алијансата приемот на Црнагора не представува некаков знак за голема промена во играта. Земјата има над 600.000 жители, воен буџет од 28 милиони долари, што е многу малку во однос со, например, Британија, која годишно троши 55 милиарди долари. Нејзината армија има 2000 војници и очајно треба да биде модернизирана. Како и да е, покрај тоа што Црнагора е мала, многу во Европа внимателно ќе следат ситуацијата поради една голема причина – Русија. Рускиот председател Владимир Путин со години се жали во врска со проширувањето на НАТО на исток, честопати наведувајќи дека алијансата го прекршила ветувањето дадено на крајот од студената војна. Според него, тоа представува сериозна провокација што го намалува нивото на меѓусебна доверба. Европската загриженост за руската реакција после изгледа ги прекина разговорите за членство на Грузија во НАТО, откако дојде до кратка војна меѓу Москва и Тбилиси во 2008 година. Путин исто така сугерираше дека руската интервенција на Крим била поради загриженоста во врска со НАТО. Не можам да си представам да патуваме во Севастопол за да гледаме војници на НАТО, рече тој. И доколку членството на Црнагора ќе биде многу символично, тој символизам би можело да ја потврди моќта на Русија. Црнагора би била прва нова членка во НАТО од 2009 година, односно по приемот на Албанија и Хрватска. Што уште поважно, таа ќе биде прва нова членка откако замрзна односите меѓу Западот и Русија поради конфликтот во Украина. Доколку Црнагора биде примена во НАТО, тоа ќе значи дека целиот брег на Јадранско море, освен едно мало босанско делче, ќе биде територија на алијансата. Од друга страна, иако станува збор за мала држава, многу руси се поврзани со неа. Руските туристи ја преплавија таа земја, а некои локални медиуми пишуваат дека руските граѓани можеби поседуваат и 40% од имотите во Црнагора. Желбата на црногорската влада за поблиски односи со Западот веќе ставија дамка врз незините односи со Москва. Во минатата година таа ги поддржа европските санкции кон Русија, пошто следува контрасанкции од Москва. Можеби настаните од 1999 година се историја, но тие не се заборавени. Според Human Rights Watch, најмалку 8 црногорци биле убиени за време на нападите на НАТО. Околу 28% од населението се срби и можеби нема да бидат доверливи спрема НАТО поради конфликтите околу Босна и Херцеговина и Косово и историските врски со Русија. Анкетите покажуваат големи разлики за тоа дали Црнагора треба да и се приклучи на алијансата. За сега, одлуката по се изгледа им е препуштена на земјите членки на алијансата, а тие се чини се поделени. Соединетите држави дадоа известна условна поддршка. Американскиот пратеник во НАТО, Даглас Лут, неодамна за Ројтерс изјави дека доколку Црнагора може да покаже напредок во справувањето со корупцијата и докаже дека членството во НАТО го поддржуваат повеќето од нејзините граѓани, Вашингтон ќе го поддржи нејзиниот обид. Тоа беше прилогот од студиото во Прага. Нашиот неделен видеоизбор го продолжуваме со информација и реакција на истата тема од Скопје. Моменталните геополитички предизвици отвораат повеќе можности и во врска со приемот на Македонија во НАТО, велат домашните познавачи на состојбите. Сепак, преовладува песимизмот во врска со ова прашање со оглед на тоа што, како што велат, Македонија назадува во исполнувањето на стандардите. НАТО на декемврискиот самит во Варшава ќе одлучи дали формално ќе ја покани Црнагора да стане членка на алијансата. Очекувањата се големи, но сепак познавачите на состојбите ги намалуваат низините шанси, бидејќи како што велат, во поновата историја на Сојузот се нема случајно на некој самит да биде поканета само една членка. И Македонија со години претендира да се приклучи кон Западниот воен сојуз, но поканата за членството е замрзната главно поради проблемот со името со Грција.
И покрај тоа, експертите велат дека моменталните геополитички предизвици отвораат повеќе можности. Но сепак тука сега одлучуваат и други параметри, дали се работи за некои позначени геополитички, геостратешки предизвици на страните со бегалците, потоа со Русија, Украина, Сирија и така натаму. Сете се тоа елементи кои што политички можат да влијаат во позитивна смисла да Македонија се здобие со членство. За сега, сепак јас сум многу песимист, бидејќи Македонија не мрднала од оној акционен план за членство кој што требаше да го исполни, туку напротив таа назадува. Македонија во моментов се соочува со политичка криза. Професорот Нано Ружин вели дека земјава назадува во исполнувањето на реформите, а НАТО не сака во своите редови да прима нестабилни членки. Македонија за сега, напротив, се наоѓа во многу полоша состојба во смисла на исполнување на реформите од 2006, 2007, 2008, па дури од 2004, кога бевме, би рекол, лидер на меѓу државите членки на јадранската групација држави. Денеска ваква Македонија во политичка криза нема шанси да влезе во НАТО, бидејќи основниот принцип во НАТО не е да ја помогнеме Македонија за да се стабилизира со членството во НАТО, туку е што и на кој начин Македонија би придонела кон јакнење на алијансата. Во овој случај Македонија само може да делува дестабилизирачки додека не ја надмине сопствената внатрешна политичка криза. И покрај проблемот со името, НАТО ја охрабрува Македонија да продолжи со реформите, да обезбеди ефикасен демократски диалог, слобода на медиумите, независност на судството. Професорот Ружин вели дека Македонија има направено добри реформи, особено во армијата, но НАТО кај земјите кандидатки бара и демократска подготвеност, а тоа според него е отежителна околност за земјата. Така што можеме да песимистички да констатираме дека Македонија не е подготвена за членство во НАТО, барем според оние параметри што ги наметнува европскиот демократски релјеф. Со други зборови, Македонија тешко дека доколку не направи нешто на планот на реформите во овие домени, дека ќе се здобие со право за членство во алијансата. Но сепак, уште еднаш со резерви дека геополитичкиот однос на силите во регионот и пред се она што се случува во Украина и Сирија и бегалската криза, може би единствено може да бидат наш некој адут за тоа, но за сега сум песимист дека Македонија ќе добие покана за членство во Варшава. И тоа беше се во овој видеоизбор, во кој ви го презентираме светот на Македонија. Следете не повторно на slobodnaevropa.mk и во наредната недела.